كفاح. فتية الإسلام هبوا واسمعوا الداعي ولبوا وانفضوا عنكم سباتا قد دهى الإسلام خاطب. فتية الإسلام هبوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. أما بعد, почитувани драги браќа и сите присутни, дозволете ми на почеток да ве поздравам со исламскиот поздрав: Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. Нека биде мир и благослов и спас врз сите вас. И Аллах го молам возвишениот, како што не собра во ова место, да не собере на судниот ден во хладовината на неговата сенка, во која нема да има друга сенка освен Аллаховата. Во неколкуте наредни минути, со помош на Аллах Азза ва Джел и со помош на нашето скромно знаење, ќе се обидеме да ви ја пренесеме, презентираме и интерпретираме една вистинска приказна која зборува за гордоста на конвертитка, на жена која преминала во ислам, која се горде со својата вера ислам, а за жал од друга страна гледаме жена која е родена во ислам, жена која е муслиманка, меѓутоа се срами со тоа што е муслиманка, и дури оние кои се обидуваат да го практикуваат исламот во секојдневието, оваа жена се срами, ги провоцира. Ова приказна се однесува за една сестра муслиманка која се покрила со исламска покривка никаб, а живеела во Франција. Била на пазарење во еден супермаркет во Франција. Откако ги избрала продуктите кои посакувала, дошла на каса да ги плати. На касата била касиерка наплатувач со потекло од арапскиот запад. Ел Магрибул Араби, Северна Африка, а тоа значи тука спаѓаат Тунис, Мароко и Алжир, која била разголена, недоволно покриена, како што налага исламот и незината традиција. Почнала да гледа во оваа покриена жена со никаб муслиманка со поглед на омаловажување и почнала да ги отчукува продуктите и наплатува. За сето тоа време, оваа покриена муслиманка се држала смирена, пристојна и сталожена, а сето тоа незе на касиерката и пречело и предизвикувало гнев кај неа, па не издржала се додека не почнала да зборува и да ја провоцира. Велејчи и: ние во Франција имаме бројни проблеми и кризи, и овој твој никаб, покривка, превес е еден од тие проблеми кои ни предизвикуваат проблем. Ние, сака да каже ние муслиманите, сме тука заради трговија, а не да рекламираме вера и традиција. Па ако сакаш да применуваш својата вера, да носиш никаб, тогаш оди си во твојата земја и практикувај ја таму верата како сакаш. Овие зборови сакаа да укажат на тоа дека таа мислела дека оваа покриена жена доаѓа од исламски свет и дека за никабот, за хиджабот нема простор во Франција или во Европа. Сестрата муслиманка застанала од внесување на тие прехранбени продукти во незината торба и погледнала во неа. Потоа за миг го кренала никабот, превезот кој го имала преку лице, а незиното лице беше сјајно и бело. Па и возвратила на касиерката: јас сум французинка, ова е мојот ислам и ова е моја традиција.
и ова е моја татковина. Вие не ја познавате вашата вера, а пак ние, фала на Аллах, ја изучуваме. Ла хаула ва ла куввата илла билlah. Со овие зборови сакала да ја укаже на таа жена дека таа примила ислам и се покрила како што налага исламот и дека не се срами и дека таа нема резервна држава каде ќе оди за да го практикува исламот, бидејќи исламот е адекватен и соодветен во секое време и во секое место. Ова жена со француско потекло примила ислам и е горда, додека она касиерка која потекнува од исламскиот запад, од Северна Африка, се разголила, а истовремено и штети што некоја друга сестра муслиманка го практикува исламот. Па дури сакала и да ја понижува на таа сестра муслиманка, велејќи дека никабот е Франција, никабот во Франција е проблем, и дека ако сака да го практикува исламот, треба да оди во исламскиот свет. Субханаллах, славен де Аллах, ако ние одбиеме да го чуваме, браниме и применуваме овој Аллахов дин, ова Аллахова вера, тогаш возвишениот Аллах азza wa jall ќе пушти народ кој ќе се горде со Аллаховата вера и ќе ја практикува секојдневниот живот. Нека Аллах Джелешануху го зајакне исламот со чисти, искрени и доследни, транспарентни верници и вернички муслимани и муслиманки кои нема да се срамат од практикување на нивната вера, ќе се гордеат со исламот како нивен животен програм, со тоа што Аллах е нивен господар, со тоа што Куран е нивна животна книга, нивен водич и што исламот е нивна вера. Нека Аллах Джелешануху не возвиши овој дин, а заедно со него не возвиши и нас. Инша Аллаху Теала да бидеме ние упатени во овој дин, а со помош на нас да ги упатуваме и другите луѓе околу нас. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.